Првото прашање се однесува на економија и здравје. Што е поважно за Австрија, економија или здравје? Тоа е лажна дилема, не само за Австрија, за било која земја и не само сега, туку било кога, затоа што многу добро е познато, барем оние кои што сакаат да знаат, дека тие работи одат заедно. Не можете да кажете бирам помеѓу здравје и економија и затоа ќе правам ова. Не. Секогаш тие две работи одат заедно, особено во оваа криза, и тоа се покажа многу добро за време на првиот бран во пролет, и тоа се гледа и сега во овие месеци во оние земји кои што презема одредени мерки и во оние земји кои што не презема одредени мерки. Односно, да симплифицирам, многу е јасно дека ако сакате да ја помогнете на економијата во оваа криза, треба да воведете рестриктивни мерки, треба да воведете паметни рестриктивни мерки, не целосно да ја затворите економијата и да ја убиете, но одредени рестрикции со цел да се спречи ширењето на вирусот и на тој начин да се запре пандемијата, за потоа економијата да може да почне повторно да живее на некој начин. И во Австрија тоа многу добро го сватија и затоа презема релативно добри мерки. Пред една недела воведо мал, да кажеме, карантин или локдаун, во смисла сите што можат да работат од дома, ги затворија рестораните, кафичите, баровите, сите гостителски места ги затворија и воведо мал полициски час, односно од 8 часот навечер до 6 часот сабајле нема излегување надвор, освен во потреба, што значи, например, ако имате кучето да го шетате, можете да излезете, ако треба да отидете до аптека, можете да излезете, дури за кратка прошетка, ако треба или да испушите цигара на воздух, и тоа можете да го направите, но нема искачање за одење на гости, за групирање, за пиење по паркови и слично. Така што тие сватија дека економијата и здравјето одат рака под рака и воведоа рестриктивни мерки. Според мене малку задоцни со тие мерки, задоцни од прилика една недела, но она што можеме да го видиме веќе сега е дека мерките даваат одреден резултат, иако е се уште рано да се каже, затоа што во последните 2 дена бројките во Австрија се намалуваат, се уште рано да се каже за што може да е ефектот од викендот, но другите земји кои што воведоа слични такви мерки во Европа, а такви се скоро сите европски земји, и Германија, и Италија, и Франција, Холандија, која сакате друга, Чешка, Белгија, сите земји воведоа одредени рестрикции и во сите тие земји се гледа слични рестрикции, не само одредени, туку слични такви рестрикции, ги затворија рестораните и кафаните, и во сите тие земји се гледа дека веќе бројките почнуваат да се намалуваат. Добро, за разлика од Македонија, и се чини дека тезата во Македонија е дека македонската влада ја одбра економијата да преживее и заради тоа се и функционира, за разлика од другите земји каде што имат посериозни рестриктивни мерки. Македонската влада го одбрани знаењето и одбрани да застане на страна на ненауката, затоа што науката многу јасно кажа, и тоа не го кажувам само ја, го зборуваат сите релевантни институции од оваа област. Еве земете го и ММФ, кој што не е воопшто никаква левичарска организација, туку напротив, може да се каже дека е заштитник на глобалниот капитал и на моменталниот капитализам. ММФ во нивниот најнов извештај од октомври кажува дека земјите мора да воведат соодветни рестрикции, затоа што ако не го направат тоа, ќе направат штета на економијата. И сите други економисти водечки во светот и сите аутлети, дури Financial Times, New York Times, такви списанија, весници, го пишуваат истото скоро секој ден, но нашите креатори на политики не сакаат да слушаат. И тоа е најстрашното, што не сакаат да ги слушаат луѓето што знаат и што кажуваат, што практично науката не сакаат да ја слушаат и не сакаат да учат од своите искуства од минатото и од своите добри работи и од своите грешки. Добро, ние не смееме да забораваме дека ние во пролета, оваа пролет релативно добро се справивме со пандемијата, особено на почетокот, воведовме добри рестриктивни мерки, може би престроги од оваа денешна перспектива, но во тој момент делува дека се во ред, затоа што не се знаеше каков ќе биде вирусот и успеавме да се справиме со пандемијата некаде до крајот на април. И значи тоа беше првата добра лекција што требаше да извлечат нашите политичари. Не извлеко. Потоа направија голема грешка, прерано ја отворија економијата, им попуштија на верските заедници, им попуштија на кафанџиите и на други бизнис групи и прерано ја отворија економијата и затоа цело лето ние бевме рекордери во Европа по број на нови и смртни случаи. И тоа беше голема грешка и тие не научија ништо нито таа грешка. Така што нашата влада не одбра да ја заштити економијата,
да застане на страната на економијата, туку нашата влада одбра да застане на страната на незнаењето и затоа штетата ќе ја плаќаме и во економијата, но и во човечки животи. Добро, ако според вашата теза, ако ништо не работеше, ако тоа било незнаење, ако ништо не работеше, економијата сигурно немала да функционира. Мислите сега во овој момент? Да, и за претходно, кога говорите за летото и за сега. Ние во лето имаме многу лоши економски резултати. Еве ако споредите со сите други земји од соседството, ние сме меѓу најлошите. Еве сега на институтот кај што сум во моментов, за 2 дена во четвртокот ќе го објавиме најновиот извештај за цела Источна Европа, каде што ние сме една од најлошите балкански држави. Сите други балкански држави или имат подобрување на состојбата од она што се очекуваше пролетва, или имат минимално влошување, ние имаме големо влошување на целата состојба. Ние цело во лето имавме најлоши економски резултати. Да конкретно ќе ви кажам бројки. Индустријското производство кај нас цело лето паѓа. Во јули, август и септември, односно во третиот квартал, кога ние немаме апсолутно никакви мерки, нашата индустрија паѓа скоро 10%. Слично и со трговијата на мало, таа исто во овие месеци паѓа од 5 до 10%. Како? Тоа е благодарејќи на короната, односно Тоа сакам да ви го кажам, затоа што иако немаме никакви рестриктивни мерки, економијата не се опоравува, затоа што имате пандемија. Кога имате пандемија надвор, луѓето не трошат, луѓето се воздржуваат, компаниите не инвестираат, никој не е будала да инвестира, кога имате, не знам, 1000 нови смртни случаи, не знам, секоја купно од почетокот на пандемијата или не знам, 1000 нови болни секој ден. Така што тоа не го сватија нашите политичари, дека ако сакате всушност да ја помогнете на економијата, треба да ја спречите пандемијата и потоа економијата сама ќе си заживе. Со тоа што не воведувате мерки, не ја помагате на економијата, туку напротив и правите штета. Ова исто сакав да го кажам. Например, често се зборува кај нас дека не може, државата нема доволно средства за да ги поддржи компаниите во случај на евентуално второ затварање на економијата, односно например во Австрија владата пропиша дека сите угостителски објекти кои што ќе бидат затворени сега поради пандемијата, ќе добијат обештетување од страна на државата околу 80% од изгубените приходи. Во Германија се воведе слична таква мерка, односно државата им покрива 70% од изгубениот приход на компаниите кои што ќе мора да затворат сега поради кризата. И кај нас се вика дека нема државата пари за да им даде такви средства. Значи што апсолутно не е точно. Ако земете колку има угостителски фирми во нашата држава, во Македонија има регистрирано околу 3700 фирми од дејноста на угостителството. Тука спаѓаат ресторани, кафичи, сите што се во таа дејност. Сите тие фирми заедно имаат вкупен месечен приход од околу 1 милијарда денари, односно месечен приход од околу 16 милиони евра. Ако државата каже дека ќе им обештети 70% од тие приходи, тоа ќе ја чини државата околу 11 милиони евра месечно. Значи за 2 месеца во ноември и декември државата да каже ќе ви дадеме 70% од изгубените приходи, само затворете за да се спречи пандемијата, тоа ќе ја чини државата 22 милиони евра. А држава наша пред некоја недела донесе пакет за поддршка на економијата од 450 милиони евра. Значи 20 пати поголем пакет од тоа што е потребно за да се затворат кафаните и за да се обештетат, онака како што се направи тоа во Германија или Австрија, и тие пак не го прават тоа. Сакам да кажам дека не е точно тоа дека државата нема пари да ги обештети, да ги поддржи компаниите кои што ги затвориле во услови на нови рестрикции, туку работата е во незнаењето, во тоа што не размислуваат на вистинскиот начин, односно не сваќаат дека за да ја помогнат на економијата треба да ја спречат пандемијата.